Говорете сега. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, врз основа на член 77 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија предлагам дополување на дневниот ред од оваа денешна седница со предлог закон за изменување на Законот за заштита на децата по скратена постапка. Имено во Република Македонија заштитата на децата како област е уредена со Законот за заштита на децата. Со ова законско решение се уредуваат правото и висината на посебен додаток кој го има еден од родителите на детето, старател или лице на кој што со решение на надлежниот Центар за социјална работа му е доверено детето да живее во семејство со него со постојано место на живење во Република Македонија, ако детето е државјанин на Република Македонија се до навршување на 26 години од неговата возраст, односно на 26 години во живот. Посебниот додаток, почитувани колеги, сега изнесува срамни 5021 денар, кој со инфлацијата, економската, здравствената криза навистина е премал. Заради тоа што не се работи за сложен и обемен закон, предлагаме овој закон да се донесе по скратена постапка, имајќи го во предвид фактот што овој закон ќе има фискални импликации врз буџетот на Република Македонија, предлагаме да се усвои, да се разгледува и донесе, како што кажа, по скратена постапка и на оваа седница. Зошто? Заради тоа што веќе од наредниот понеделник 13 започнуваме со разгледување на ребалансот на буџетот и исклучително е важно донесувањето на овој закон да биде пред изгласувањето на ребалансот на буџетот. Имено, предлагам измена на трите става на член 35 од актуелниот закон и тоа: став 1 на член 35 со што бројот 5021 се заменува со 10142. Во став 2 бројот 7531 се заменува со 15163 денари, а во ставот 3 бројот 6276 се заменува со број 12652 денари. Почитувани колеги, имајте го во предвид вашето однесување денес, односно на тоа што дадовте согласност за зголемување на платите на судиите и јавните обвинители во Република Македонија, ве повикувам и очекувам од вас да дадете поддршка на ова предлог законско решение поднесено од опозицијата, затоа што ова се едни од најранливите категории во државата на кои што нашата помош е исклучително потребна и нашето денешно гласање е исклучително важно. Ве повикувам да покажете големина и широчина и да дадеме поддршка на оваа ранлива категорија на граѓаните.